Лидерот на Алтернатива, господинот Афрем Гаши, прв пат во оваа сезона во студиото на Утрински брифинг. Добро утро, добре дојдовте. Добро утро и со среќа и новата сезона, како минатата, се надевам дека ќе ги подигнете успесите на едно ново, повисоко ниво. Работиме на тоа. Ви благодарам за ова интервју. Ќе поразговараме на неколку теми, но еве ќе влеземе со она што не преокупира сите нас во последниве барем 2 седмици, а тоа е нашиот проблем со Бугарија, проблем кој можам да кажам дека малкумина од нас го очекува, со оглед на тоа дека мислевме дека по подпишувањето на договорот за добрососедство, па и по Преспанскиот договор, овие теми ќе бидат минато, но тоа не се случи. Како гледате вие на овој проблем и пред се, дали имате надеж дека во декември ќе го добиеме зеленото светло од Европската унија, кое што патем крваво го заслуживме? Точно се сложувам. Мора прво, според мене, фактот е дека заслуживме да добиеме преговори, да започнеме преговори, но правилата на играта за интегрирање на земјата во ЕУ се тие. Од кога сме ја почнале и влегле во оваа игра, сме знаеле дека тоа е играта. Прв пат се соочивме со Грција и неколку децении ја плаќавме таа цена. И тогаш мислев дека праведно беше нашата држава, а Грција ни наметнуваше спор, но мораше да се плати таа цена. Сега, како да мислевме дека тоа правило више не важи. Погрешивме. Истите правила се уште важат. Пред да дам одговори, а повеќе имам и јас прашања. Во август 2017 сите се сеќаваме дека имаше една многу срдечна средба при подпишувањето на договорот за добрососедство со Бугарија меѓу нашите влади. И на таа средба, при тоа подпишување имаше и големи зборови, очекувања и обострана поддршка, а и најава и заложба на Бугарија да не поддржи. Денес, кога тоа не се случува, јас сакам да поставам прашање до власта и нашата и нивната, да ни кажат што се случи во меѓувреме. Дали тоа биле искрени искази, нивни заложби искажени тогаш пред сите граѓани, или не биле тогаш искрени? Ако биле искрени, што се случи во меѓувреме што ни го прават ова спротивното тоа што го кажале? Мислам дека фали една димензија на транспарентност што не допира до нас граѓаните, а и до нас политичарите кои сме опозиција, меѓу можеби и тие што се на власт, а многумина од нив не се запознаени со деталите на овие преговори. Како и да е, мораме ние како држава и како граѓани да ги знаеме овие одговори. Дали и нашата влада има постапено погрешено за овие 3 години кон Бугарија за тие да се одмаздат, под наводници би рекол, за ова што ни го сторија. За нас европските интеграции или интеграцијата во ЕУ е суштествена. Тоа е единствено едно од најбитните ткива која не спојува сите како граѓани, и тоа е нешто што не смееме ние да го коцкаме и да го загрозуваме по никоја цена. Затоа мислам дека ни фали начин на соработка заедничка помеѓу власта и опозицијата на сите битни фактори во државата. За вакви битни прашања не смееме да бидеме неодговорни и да настапуваме сами. Добро, национален консензус по ваквите прашања немаше ниту за подпишување за договорот за добрососедство, ниту пак за Преспанскиот договор. Некако цело време константно се власта и опозицијата на спротивни страни. Да, се сложувам дека немаше тоа, а ни тогаш не беше добро што немаше. Ако сме погрешиле тогаш што немало национален консензус, треба сега да се обидеме да ја наметнеме како нова политичка култура во нашето политичко делување во нашата држава, еднаш за секогаш да почнеме да ги раздвојуваме државничките и државните работи од тие тесно партиски интереси.
Јас се сложувам дека како политички партии, како лидери, сите имаме интереси наши на партиските, на нашето членство, но не можеме да ги загрозуваме државните интереси грижејќи се само за нашите партиски интереси. И мислам дека не е доволно, нашата политичка елита не е доволно зрела за да го достигне овој стадиум на политичка зрелост која е неопходна за вакви предизвици пред кои е поставена државата. Сме поставени пред еден многу битен историски процес, тоа е започнување на преговори со ЕУ, и тука мораме сите заедно да бидеме. Не знам зошто нема слух, зошто не се седнува, зошто не се не мора тоа да е јавно, не мора тоа да се прави драма, ниту театар. Битно е суштествено да се договориме која ќе биде нашата стратегија во однос на ова. Владите се менуваат за 1 или 2 години, сегашната опозиција ќе биде власт. Мораме ние да го продолжиме тој пат. Ако се навраќаме секогаш по различни патишта да одиме, ќе останеме најблагоречено на место. Со ова што го кажавте, зрели ли сме за во Европска унија? Па сега зависи од која перспектива би ја гледа работава. Ако би гледале од Берлин и Париз, би рекол незрели. Ако би гледале од Софија, Букурешт, би рекол дека сме зрели. Така да не е тоа, знаеме како течеше овој процес, влегувањето на земјите членки, на другите членки, по новите, знаеме дека повеќето беа политички одлуки, стратешки одлуки на Европската унија. Како што е впрочем и Бугарија. Да. И затоа мислам дека и ние треба да политичката зрелост која имаме треба да ја подигнеме на едно друго ниво. Ако европјаните не сваќаат дека, или они мислат дека не е стратешка цел Балканот да биде дел од Европа или Македонија во одредено време, мораме ние да ја подигнеме зрелоста. Не можеме секогаш да се однесуваме како мали деца затоа што добило Бугарија чоколадо и ние треба да го бараме истото. Мораме да исполниме условите, да го подигнеме целокупната политичка култура и зрелост, да ја подигнеме на друго ниво. Тој пат, тој процес не е неопходен. Малку да поразговараме за зрелоста на Европската унија, пак вака од другата страна на паричката, сите очекувавме дека Европската унија ќе биде па и некаков гарант дека ќе го добиеме зеленото светло. Треба ли да преземе малку поголема иницијатива за решавање на овој спор со Бугарија или на ново однесување на Бугарија? За да се одговори ова прашање треба да се вратиме до навистина почетоците на политичките идеологии во античка Грција, на реализам и идеализам. Светот не е праведен. Не можеме секогаш да се базираме на дворечна политика, особено во 21 век, на праведност. Впрочем, го реков и пред малку, и спорот со Грција не беше праведен. Ние бевме на правата страна и имаше одлука на меѓународниот суд за права, но правото не ви помага во реал политиката. Тоа се интереси. А во исто време толку се гласни барањата за правна држава. Па некако ова правото не ни помага, малку доаѓа контрадикторно. Треба да разбереме колкава држава сме, колку народ сме, кое е нашето место во таа голема Европа и што можеме, доколку можеме да го кренеме ние гласот. Можеме да зборуваме за правдина и сето тоа, но сепак нивниот процес се врви. Ние или треба да се качуваме во тој воз по правилата и насоката која они ја одредиле, или да произведуваме нови алтернативи, за кои мислам дека ниту можеме сега да најдеме, ниту има можност да се произведе подобра алтернатива. Како држава, како ориентација и така натаму. Сега за сега, во овој склоп на околности, мораме, мислам дека најдобра алтернатива, не би рекол единствена, затоа што
сум поборник на демократија и на повеќе алтернативи. Ние треба да избереме што е подобро. Мислам дека Европската унија е најдобра алтернатива и мораме да свириме по нотите и по диригентското палка што они ни ја подигнуваат и ни диктираат темпо. Инаку ќе тапкаме во место и ќе се разлекуваме така во Балканот уште долги години. Господин Гаши, само уште едно прашање од меѓународната политика пред да преминеме на домашната. На вашиот Facebook профил му честитавте на господинот Бајден за изборот и ако не се лажам, напишавте неговата победа е порака дека овој регион ќе биде постабилен. Што очекувате од изборот на Бајден во смисла конкретно на нашиот регион? Би влијал ли евентуално во овој новонастанат спор? Во настаната ситуација? Јас мислам дека во политика, освен државна политика како што се најголемите и сериозни држави како што се Соединетите Американски држави, многу е битен и човекот факторот човек. Значи, не е небитно кој е председател, личноста со име и презиме и со одредена кариера. Џо Бајден, сите знаеме дека е многу добро го познава регионот. Од 80-тите, 90-тите бил многу активен, ги знае процесите и контекстот и мислам дека неговата визија според неговите изјави како сенатор и подпредседател на Америка нас ни дава надеж дека одлуките кои ќе ги преземе, насоките кои ќе ги даде, улогата на Соединетите Американски држави ќе помогнат Балканот да излезе. Ја мислам дека ќе ни помогнат и во односите со Бугарија и во процесот на интеграција на земјата во ЕУ. Тоа се моите надежи, сепак базирајќи се на неговата политичка кариера и историја што ја има во однос на Балканот. Преминеме на внатрешните прашања. Она што предизвика полемика во јавноста е вашето појавување на една конференција заедно со лидерот на ВМРО, впрочем и со вашиот коалиционен партнер СЕЛ. Ова е можеби прва ваква средба, барем јавна, на десничарските партии, па се појавија веднаш во јавноста шпекулации дека е на повидок нова коалиција. На повидок ли е нова десничарска коалиција? Па да се навратиме на почетокот на вашето прашање. Рековте дека беше интересно појавувањето и тоа беше голема вест. Тоа е лошо. Лошо што комуникација средба на политички партии во опозиција станува вест и чудо. Мислам дека една од причините, особено зборувам од моја перспектива, од наша како алтернатива, беше токму тоа. Мораме да кренеме политичката култура во друго ниво во однос на јавна комуникација помеѓу партиите. Јас сум заложник на комуникација помеѓу сите партии. И со власта, и со опозицијата, без разлика во одреден политички моментум, дали некој е власт или опозиција, комуникацијата помеѓу нас, со СДСМ, со другите, со ВМРО, со Алијанса, со сите партии треба да остане отворена. Мораме да оставиме отворени канали на комуникација. Тоа е единствен начин да можеме да се разбереме и да диалогираме. Без диалог, без разговори не можеме да дојдеме до решенија. Ако не комуницираме, не може да зборуваме, а без да зборуваме не можеме да се договориме. Во оваа сфера, од оваа перспектива треба да го гледате, да ја гледате таа средба. Освен тоа, ние како партии во опозиција и од десниот идеолошки блок е нормално да се координираме, да соработуваме, но нема конкретно ништо сега за сега. Ќе оставиме на времето, ќе видиме дали има можност, дали сите услови, дали сите линии црвени наши се претекнати или се зачувани, така да мислам дека само како прв чекор, соработка, диалог, комуницирање јавно,
не зад кулиси, туку пред сите граѓани. Го разговаравте ова со колегите лидери на останатите опозицијски партии, пред се ќе ве прашам и за колегата Мицкоски, дали разговаравте, токму за ова што го говоревте, дали е тој подготвен да дискутира, да дебатира и да се вклучи заедно со вас секако во дискусија со власта, бидејќи знаеме досега како одеа работите. Можам да кажам дека практично цело време има една партија која вели јас не комуницирам со оваа партија или јас не комуницирам со овој лидер. Подготвен ли е овој опозицијски блок да излезе од оваа лоша пракса? Јас се надевам, посакувам, а јас ќе бидам тој кој ќе ги турка и мојата партија и ќе се обидам да влијам кај другите во позитивна смисла на зборот. Знаете, кога имате покана од, например, една германска фондација како што е Конрад Аденауер, таа ви доаѓа кај вас како партија и вие си одлучувате дали е тоа добро за вас, за како партија, како општество и така натаму. Јас ви кажав причините зошто ние пристапивме кон тоа и се надевам, мислам, господинот Мицковски може и ќе треба сам да одговори. Он си ги знае причините зошто тоа го направил. Но мислам дека е добар чин и тоа што они излегуваат и се оддалечуваат од тоа идење екстремно десно каде што Груевски ја однесе ВМРО. Такво ВМРО не му треба ниту на македонците, ниту на ВМРО, ниту на граѓаните, ниту на Македонија. Впрочем, сите се уверивме дека се направи штета на такво едно однесување кон сите граѓани, особено и кон албанците, затоа што се креираше еден голем анимозитет, да не речам омраза голема кон една политичка партија како што е ВМРО. Јас мислам дека многу е битно да се нормализираат овие односи. Никому не му треба такви тензични релации помеѓу партии, особено од различен етнички блок. Јас не би сакал ниту да има и помеѓу СДСМ и ВМРО или нас и ДУИ. Особено јас мислам дека многу придонесовме во албанскиот блок да се промени политичката култура. Тоа што се случуваше во минатото, кога имаше убиства и друг политички дискурс или воопшто немање политички дискурс, мислам дека го поминавме како албанци. Ова што се случува помеѓу СДСМ и ВМРО, мислам дека треба да се крене на поинако ниво, може и треба да останат разликите и ќе останат тие секогаш. Нормално во мултиетничка држава да има различностите се убави. Јас ги сакам. Баш ако би немало треба да ги произведеме, но треба да се разговара за различностите и да се договориме за општото добро на сите граѓани, а не да се бетонираме, забарикадираме и да креираме и тензична атмосфера кај граѓаните, а истовремено да даваме индикации за омраза помеѓу не само политички партии, туку одредени етникуми, во овој случај албанците, македонците. Јас сум поборник на идејата дека најважен столб на стабилноста на нашата држава се меѓуетничките односи. И тие треба да ги градиме со посебен сенс, со посебна посветеност и треба сите да вложуваме во тоа. Другите работи треба кога ќе бидат многу полесно решени кога го немате овој елемент. За жал 30 години во оваа држава политиката све што правела во низ призма на загрозување на меѓуетничките односи. Дури, например, не знам, пандемијата еве сега, така ја правевме. Албанците имале ифтари, па затоа бил голем бројот на заразени во Чаир. А сега во аеродром што се случува со ифтарите, би рекол, значи лошо е што за се правевме, гледавме од етничка призма, од меѓунационални односи и бевме склони да ги не да ги релаксираме, туку да ги тензично по-тензично да бидат релациите помеѓу овие заедници. И јас не сум против тоа и се дека сум во политика, ќе се борам за таков начин на политиканство. Сакам да градиме мостови на соработка, диалог, соработка,
Имаме многу да работиме, здравство, образование, економија, ни бегаат граѓаните од оваа држава, младите, најдобрите и додека гледаме како мозокот најдобрите млади ни бегаат од државата, ние да се тепаме за власт, за гола борба за власт, мислам дека е недоветно и Да, но во несериозно. борбата за власт перцепцијата на граѓаните не е дека е борба на македонците и на албанците, впрочем генералното мислење е такво, туку дека е поделено општеството, па и политиката на власт и опозиција. Без оглед кој каде седи, има и албанска партија во власта, има и во опозицијата и тоа беше така и години наназад. Вие велите нова политичка култура, но досега не видовме од, па еве можам да кажам, од ниту еден политичар или еве ќе кажам од ниту една партија, една ваква нова политичка култура за каква што ние сега разговаравме. Она што се случува помеѓу ВМРО и СДСМ се случува и помеѓу албанските партии. Па во тој контекст ве прашувам дали сте вие подготвени буквално со сите албански останати партии што се ваши директни опоненти да разговарате на маса и да донесете еден национален меѓупартиски консензус за каков што разговаравме претходно кога разговаравме за Бугарија. Секако да. Тоа што повикувам не стои хипокризија за тоа што го зборам. Ова јавен збор, јавен настап мој сигурно се снима и долги години може да се следи. Јас мислам дека мораме да комуницираме едни со други. Мислам дека јас се трудам максимално, не велам дека и ние како партија сме најдобри или најмногу придонесуваме за подигнување на оваа политичка култура, но еве следете го дискурсот, следете го нашите настапи, видете што правевме додека бевме на власт со едно Министерство за култура, како беше све сплотено. Работиме за сите граѓани, се трудиме максимално сите да почувствуваат дека тоа министерство и тие директорски места со кои ние располагавме беа на служба на сите граѓани, без етнички презнак, без партиска одмазда и така натаму. Се обидуваме да донесеме нови практики во политиката, но не е лесно. Не е лесно и не може тоа сами да го направиме. Затоа повикувам секогаш сите заедно по тој пат да одиме. Ова прашав бидејќи на последните избори слушавме изјави дека некој нема да влезе во новата коалиција ако е ДУИ или БЕСА или било кој во таа коалиција. Тоа е друг проблем. Значи, ние можеме, ако имаме многу разлики идеолошки и ако мислиме дека тоа е политичка одлука на една партија, дали ќе биде дел од владата или не. Јас за тоа сакам и треба да остане тоа така. Реков дека разлики имаме и треба да останат тие разлики, но не за битните прашања. За битните прашања треба да се разговара, да се остави комуникација цело време и секогаш да се обидеме да градиме заеднички државнички став во однос на овие битни. Национален интерес. Токму така, да. И господин Гаши, не гази малку времето, затоа сосема на крај, освен Бугарија, другата тема што пред Бугарија не преокупираше, тоа ќе остане понатаму така е состојбата со корона кризата. За жал, решение на повидок се уште нема и да дојде вакцината ќе биде потребно време додека да се исчисти овој вирус. Она што е најново е дека од вчера е прогласена кризна состојба, а власта има намера да управува, односно да менаџира со приватните болници. Ваша оценка за тоа како се справуваме со корона кризата и можно ли е едно вакво решение во овие 30 дена кризна состојба? Мојата оценка за менаџирање со кризата е лоша. Не би дал ни двојка. Најбитно ми е пристапот. Ексклузивичкиот пристап. Значи, само ние, како власт, како партија, еден министер, една комисија која ние ја бираме, не слушајќи ги ниту други експерти, ги гледам и експертите дури од која партија се. Што е многу чудно како дефинирање на поим.
во пандемијата сме сите граѓани, сите сме затекнати и не смее владата да се однесува така сама да се бори со ова. Ниту има капацитет, ниту има можност и се гледа дека секој ден е поразена. Мораме со овакви работи да пристапуваме сите заедно, да се отвори дебата, да сите даваме предлози, да ги избереме сите заедно најдобрите методи и заедно да се бориме. Ако го немаме овој пристап во однос на пандемијата, ќе тонеме секој ден. Не е решение кризна состојба, себично настапување во однос на оваа борба. Најголемите држави не можат да се справат со ова. Ние како мали сме одлучиле две партии на власт да се борат сами, не слушајќи ги, затворајќи ги ушите, не сакат никога да слушнат. Од друга страна пак владата вели дека постојано добива само критики, но не и предлози како да постапува. Еве, ќе ви го поставам вас прашањето. Вие како алтернатива понудивте ли експертиза, помош, било каква? Цело време со неколку пресконференции, со неколку пати наши настапи во јавноста сме дали конкретни предлози како да се решат. Ниту одговор не сме добиле. Значи, кога некој ви дава предлог, најчовечки би било, најмалку човечки би било, барем да се одговори на прашањето. Културно. Ако не јавно, барем приватно да ви кажат благодарам, но не ги сметаме овие предлози за добри. Игнорантскиот однос е многу нечовечки, некултурен, не е ниту политички. И таков однос мислам дека не е добро да се гради во државата. Ние тие предлози не ги даваме за СДСМ да добива поени, ние ги даваме да се спаси некој човечки живот, да се инфицираат помалку број на граѓани. Сите ние имаме дома по некого или во нашето семејство кој е инфициран или се бори за живот. Не е ова за политички поени. Не смееме да се однесуваме за све што се случува во државата за грабење на политички поени. Треба ова да престане еднаш за секогаш. Има работи за кои што се суштествени, животни и тука мора да бидеме луѓе пред се. И потоа може да имаме политичка битка, но тоа не може секогаш да биде во прв ред и за се само политика и партија и политички поени и маркетинг. Веќе претеруваме и не гази времето, не само во оваа мисија, не гази времето како држава и како луѓе и како млади, настапувајќи исто, а гледаме дека е погрешно. А знаете дека Ајнштајн рекол дека е најголемата глупавост да правите исти постапки, а да очекувате различни резултати. Господин Африм Гаши, благодарам што одвоивте време да гостувате во денешниот Ми беше утрински чест како и брифинг. секогаш. Благодарам и посакувам многу успех. Имаме уште многу теми на разговор, но за жал не гази времето, па ќе ве повикаме повторно овде во студиото. Треба да најдеме начин како ние да го газиме времето, а не времето да не гази нас. Токму така, но тоа е малку невозможно. Се надевам, сосема за крај на разговорот, се надевам јас дека доаѓа една нова политичка култура и дека сите заедно е редно време да поработиме на овој, ќе кажам, општествен проблем и да почнеме да градиме малку по консолидирани мислења и ставови, особено за најважните работи од ониот национален интерес, но и оние кои се однесуваат на здравието на граѓаните и на сите нас.